Повторувани ги следите вестите на Канал 8. На завршен информативен настан кој се одржа во Кочани и на кој беа презентирани резултатите од проектот Екоградини во нашите детски градинки, беше означен крајот на двегодишниот екопроект, реализиран со финансиска подршка од Европската Унија и Еразмус плюс програмата. На настанот присуствуваа и проектните партнери од Пазарџик, Република Бугарија, и Лудбрек, Република Хрватска. Завршен настан и презентација на резултатите постигнати од проектот Екоградини во нашите детски градинки се одржа во ресторанот Амор во Кочани. Проектните партнери, комуналното јавно предпријатие Водовод, детската градинка Павлина Велјанова и локалната акциона група од Кочани ги презентираа резултатите од двегодишниот проект кој финансиски е подржан од Еразмус плюс програмата. Станува збор за проект чија цел е децата преку разни активности, меѓу кои садење растителни култури во своите ботаничарски градини во дворот на градинките, да научат од каде доаѓа храната, како се одгледува истата и да стекнат навики за конзумирање здрава храна. Во текот на овој период беа фатени два објекта од нашата детска установа, објект 1 и објект 3, каде што беа изградени детските градинки и каде што дечињата од воспитните групи од втора мала, средна и голема група, значи дечињата од 3 до 6 години беа фатени со неколку активности. Најпрво тие беа запознаени со компостирањето, потоа беа запознаени со засадувањето и со одгледувањето на зеленчукови и овошни растенија. Во текот на овој период поминаа повеќе групи на дечиња, така што направивме една целосна завршеток, каде што дечињата си ги пренесуваа своите знаења. Целта на овој проект беше дечињата од најмала возраст да се стекнат со основни знаења за засадување и одгледување на зеленчукови и овошни насади. Ние денеска ќе прикажеме завршниот резултат, односно како во целиот проект дечињата го работија сето тоа со помош на нивните воспитувачки и негователки, а завршниот проект е готовите производи што тие секогаш ги консумираат како салатичка во додатокот на нивните јадења. На завршниот настан присуствуваа представници од проектните партнери од детски градинки од Пазарџик, Република Бугарија и Лудбрек, Република Хрватска, како и локални представници на заинтересирани субјекти чија дејност е поврзана со воспитно-образовниот процес, раководители на училишта, креатори на локалните политики и представници на невладиниот сектор, како и од комуналното јавно предпријатие Водовод како партнери. Представуваше едно огромно задоволство што возможивме да дел од експертското знаење на комуналното јавно предпријатие од вработените да биде пренесено за конкретни активности во потполност реализирани во овој проект. Као комунално предпријатие кој имаме своја општествена одговорност за спроведување на вакви проекти, посебно во делот на екологија и во делот на искористување на обновливи извори за енергија, имавме огромен придонес за целокупната, според мене, реализација на овој проект, заеднички воспоставен со трите држави, односно Бугарија, тоа е градот Пештера, и представници од Хрватска, од градот Лудбрек. Значи се овозможи една огромна синергија помеѓу овие три држави, особено помеѓу проектните партнери, каде што за војднина очекуваме и дополнителни проекти со иста ваква намена да кренеме во реализација. На крајот на настанот, децата од детската градинка Павлина Велјанова рецитираа песнички со еколошка содржина, кои ги научиле во текот на реализирањето на проектот. Во рамки на двегодишниот проект за екоградини реализирани се посети и заеднички работилници на проектните партнери од трите држави – Македонија, Бугарија и Хрватска. Локалното собрание за млади на општина Кочани ја одржа конститутивната седница на која беше избран председавач и се договорија на тамошните активности за формирање на младинскиот совет. Се очекува деновиве да се распише јавниот повик за номинирање кандидати кои би влегле во неговиот состав. Во Кочани продолжуваат започнатите активности за оформување на идниот младински совет. Локалното собрание за млади на општина Кочани во мултикултурниот центар ја одржа конститутивната седница
на која за председавач е избрана Христина Христова од Општинската организација на Црвен крст. На седницата е избрана и верификациона комисија во состав Анастасија Миткова, Иван Ѓоргиев и Александар Арсов. Задача на оваа комисија е да го следи целокупниот процес при изборот на членовите на локалниот младински совет. Исто така, избрана е и комисија која до првата седница на локалното собрание на млади ќе има за задача да подготви деловник за работа на собранието. Во неа членуваат Драгана Нисева, Иван Фимков и Симар Јусеинов. Со формирањето на локалното собрание за млади продолжува постапката за основање на локален младински совет, што е утврдено и со Законот за младинско учество и за младински политики. Задача на локалното собрание за млади е во соработка со службеникот за млади, представник на општина Кочани, да распише јавен повик и да избере членови на локалниот младински совет. Одлуката за распишување на јавниот повик за номинирање членови на советот ќе се донесе за неколку денови на првата седница на локалното собрание за млади. Продолжуваат градежните работи за уредување на коритото на Кочанска река на северниот дел од градот, кон локалитетот Бавчалук. Според проектот се гради кеј со пешачка патека, осветлување, клупи и канти за отпад. Проектот за регулација на коритото на Кочанска река во северниот дел од градот продолжува со градежни работи во близина на сообраќајниот мост кон местноста Бавчалук. Во должина од околу 450 метри се работи на регулација на реката, при што по поставувањето на кејскиот зид на поголемото корито со широчина од 12 до 15 метри продолжува изведбата на помалото корито во него, кое што ќе ја прифаќа водата. Изведувачот веќе го изгради кеот од масивни бетонски ѕидови со висина од 2 до 3 метри, кои на одредени делови ќе имаат бетонски скали и каскадни решенија. Надвор од главното корито, на десниот брег од реката е планирана патека со широчина од околу 3 метри, од кои 2 метри ќе бидат наменети за пешаците, а останатиот дел е предвиден за зелен појас. Договорот за реализација на проектот изнесува 14,5 милиони денари, од кои добиен грант од проектот за подобрување на општинските услуги во висина од 10,5 милиони денари, а остатокот е учество на општина Кочани. Изведувач на работите е Здружено вложување АГП од Свети Николе и Промонтик од Скопје. Регулацијата на коритото на Кочанска река се изведува на потегот од последниот сообраќаен мост што ги поврзува улиците Гоце Делчев и Борис Трајковски на север кон местноста Бавчалук. Со реализацијата на овој проект ќе се подобри и пропусната способност на речното корито, кое е веќе ослободено од обрасната вегетација и од импровизирани објекти. Признание за зачувување на природата ќе добие општина Кочани за досегашните напори за заштита на животната средина. Наградата ја доделува Европскиот зелен појас, кој действува во 24 земји во Европа. Европскиот зелен појас ја наградува општина Кочани за нејзините напори во зачувувањето на природата. На церемонија што в четврток ќе се одржи во инфоцентарот на Пониква ќе биде доделено признанието. Европскиот зелен појас ги символизира глобалните напори за заеднички прекугранични активности за зачувување на природата и за одржлив развој. Покрај тоа, оваа иницијатива има за цел подобро согласување на човековите активности со природната средина и изголемување на можностите за социјоекономски развој на локалните заедници. Во 24 држави во Европа што се опфатени со оваа иницијатива се номинира по една општина која најмногу придонела за зачувување на природата. Овој пат во Македонија е одбрана општина Кочани, поради што градоначалникот Никол Чуилиев ќе ја прими наградата од Габриел Швадерер, председател на Европскиот зелен појас, како и од амбасадорката на германската амбасада Анке Холштајн. Настанот е дел од програмата за зачувување на природата во Република Македонија, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање. Градоначалникот Ивица Димитров во Букурешт присуствува на промоција на Недела на македонски производи. Пред романските бизнисмени презентиран е потенцијалот и можностите за соработка, а направени се и неколку средби со представниците на Романската комора.
Градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров заедно со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ајранит Хоџа и министерот за економија Крешник Бектеши, амбасадорот на Република Северна Македонија во Романија Габриел Атанасов и директорот на Агенцијата за инвестиции и промоција на извоз Дејан Павлевски во Букурешт, Република Романија, присуствуваат на еднонеделната презентација Недела на македонски производи. Тоа се должи на одличната економска соработка помеѓу двете држави, Македонија и Романија. Пред романските бизнисмени презентиран е нашиот потенцијал и можностите за соработка. Направени се и неколку средби со представниците на Романската комора, истакна за Канал 8 градоначалникот на Виница Ивица Димитров. Владата на Република Северна Македонија во насока на максимална меѓународна презентација на нашата држава ја креираше првата спортска дипломатија на тема унапредување на економската и трговската соработка помеѓу Република Северна Македонија и Романија, во чии рамки се одржува и промоцијата на домашни македонски производи. Промоцијата на македонски производи се одржува во Букурешт и ќе трае од 14 до 18 јуни, кога повеќе домашни компании од агросекторот и прехранбената индустрија ќе ги презентираат своите брендови, а посетителите ќе имаат можност да ги почувствуваат вкусовите на македонските вина, сирење, кашкавал, ајвар, мед, мармалади и други производи кои се наши познати брендови. Ова е прв настан од ваков вид, преку спортска дипломатија, да се промовираат македонските производи и започнува од Романија, која е една од земјите домаќини на Европското првенство во фудбал. Во периодот од 15 до 17 јуни, од 21 до 25 јуни и од 28 јуни до 2 јули, декларираната единица ВП 7925 Штип од касарната Јане Санданскиот Штип ќе изведува вежбовни активности во реонот на рекреативниот центар Пониква. Активностите ќе се изведуваат во местноста Увала, кај патеката број 3. При вежбањето на единиците во дел од обуката ќе се користи маневарска муниција. Оделението за внатрешни работи Кочани ја спроведе втората од трите планирани крводарителски акции за оваа година. 19 полициски службеници ја даруваа скапоцената течност. Втора редовна крводарителска акција на полицијата наменета за вработените во Оделението за внатрешни работи Кочани се одржа во просториите на полициската станица во Кочани. На акцијата крв даруваа 19 крводарители и истата се спроведе во соработка со Општинскиот Црвен крст и Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. До сега, до пладне, некаде околу 17 колеги имаат дарувано крв. Да кажам дека заинтересираноста е огромна, но не се сите во можност да даваат крв поради самата постапка на вакцинација и ревакцинација. Јас сум задоволна од текот на одвивањето на оваа крводарителска акција, која што е во соработка со Заводот за трансфузиона медицина од Скопје, и да напоменам дека истата продолжува и понатаму до 14 часот. Голема благодарност до сите колеги кои што досега даруваа крв, спасија живот и повеќе и понатаму да бидеме хумани и да даруваме крв. До крајот на 2021 година предвидена е уште една крводарителска акција на полицијата, која ќе се спроведе во месец ноември. Секоја година Оделението за внатрешни работи Кочани спроведува по 3 крводарителски акции, на кои полициските службеници даруваат крв и ја покажуваат својата хуманост.
Почитувани, тоа беа информациите во ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.